Добар ден, драги ученици! Денеска ќе имаме час во превентивни вежби за сколиоза во исти начин на вежбање како претходните два часа, исти принципи и метод. Ќе правиме сега повторување со броење, со правилно дишење и ќе направиме точен број на повторувања, значи 8 повторувања, па правиме пауза со 8. Како што беше за превентивните вежби за кифоза и лактоза, доколку не можете да ги направите сите, првиот час направите помалку 10-12, значи правите пример 6, па пауза по 6, па вториот час ќе пробате кога ќе изидувате да дојдете пример по 7 и 7 пауза 14, за третиот час во секој случај имате вкупно 16 повторувања. Сега ќе започнеме со сагревање малку, истегнување и почнуваме со вежбите. Да започнеме малку со лесно трчање. Дикријата стапалата, стапалото прсти, на пета. Додаваме малку кружење со рацете за време на трчање, така. И кружење назад. Малку заочување во движење. Да ја качиме циркулацијата, подобра крвоток и малку да се грееме. Одлично. Лесно поскокнување во место, многу лесно. Така, малку ги главајме назад и ќе чучнеме сега 5 пати. Правилно и се трудиме петицата да остане на подлогата, да не чучнуваме, да не одиме напред, туку со петицата да станеме тука. Ако не можете, значи до пола, колку можете. Издишување, снажно долу нагоре, кога се чувате издишување надолу. Така. Одлично. Правиме сега одрачување. Почувате секогаш на вежбите за истегнување полесно, потоа може да одите малку појако, исто е за сите, значи, вежби за сите мускулни групи секогаш на почеток малку попредпазливо. Така. Одиме со едното рамо горе, другото долу, раздвижиме, раменскиот појас и горниот дел од грбот. Така, кружење со главата. Барем по 5 на една страна. 5 на друга страна. И сега, што поголемо увиткување напред и назад, имаме мотање на левото со целосно движење на главата. Значи, главата оди што понапред и главата оди што поназад. 5 пати повторување. Супер. Сега одиме допирање на колениците во движење, но гледайте да не останете со главата. Значи се стовиваме, го допираме коленото, го допираме другото колено, малку подинамично, но гледайте да не бидете вака со главата горе, туку и главата нека се слови на кај коленото што го допирате. Значи со раката надолу, кога одиме, го совиваме телото, рабетот на таа страна. Така. И малку подинамично можете, полека, почнувате да забрзувате, чисто, да загрееме таа странична мускулатура. Воедно со тоа ќе биде и следната вежба, може овакво движење, може раците да бидат тука, има различни положи, правиме засукување. Значи, еве јас ќе покажам малку полесна, подинамична варијанта. Правиме сукање на трупот или засуци. Претходното движење е отклони на трупот, ова е засукување. Така. Супер. И сега ќе пробаме да се спуштиме малку подолу. Ова мускулатура знае често да биде скратена од одно седење, така што полека почнуваме со спуштање, може со мали движења, предпазливо, некогаш е многу крута
Ако ви треба, значи секогаш помошате тука со раце за да се стегнете подобро и издишувањето помага. Значи рацете ги држите на ръковите, другата страна. Од ова положба ќе продолжиме до истегнување на задната ложа. Значи како што сме поставени, пробаме се спуштаме, допреме долу, ќе видите, ќе почувствувате многу убаво истегнување на задната ложа. Ако ви е тешко, ќе се приближите, ќе се наместите како што ви одговара. Може да притиснете ресторацията тука, таа варијанта. Така, и нормално се трудите да ги, ако можете да ги допрете прсите, сега ќе видиме ногата. Значи може први вака малко да притиснете, за да се истигне и потом тук. Нормално ако сакате може да се придвижите понапред. И да ја наведнете главата надолу, за уште по-убаво истигнување. Така, одлично. Сега ќе одиме со најтешка вежба, може би во овој, да кажеме, комплекс на вежби. Издишуваме кога коленото оди напред, се трудиме коленото да допре во враката малку над лакото. И кога ќе започнеме, значи ги броиме повторувањата заедно. Да започнеме, колеги, значи број 1, така. 1 и 1. Зошто работиме со странична мускулатура? 3. 4, едната и другата страна сега изменично. 4, 5, се трудиме телото да остане подсръсно, по-фиксирано, само ногата да се движи. Така. 6, 7, издишуваме кога коленото оди напред. Така, още едно. 8. Така, мала пауза. Значи, трудите со издишување кога коленото оди напред и гледате да не биде ниско, да не биде вака придвижено напред, туку да биде кренато горе. Значи, тука. Вака. И гледайте да нема многу движење, да не се придвижуваме со тоа. Ајде, почнеме. 1, 2, 3, 4, 5. Издишувате коленото оди напред. 6. Пробајте да работите во ова темпо. 7, 8. Добро. Сега одиме со друга вежба, стануваме во положба на коленици. Рацете ќе ги ставиме тука, може и малку дели позади главата, телото го држиме и справиме. Први ќе покажам јас. И сега ставаме со опуштени се едно што повеќе на кај левата страна, значи едната, на кај другата страна, но не се совио, не се грбам. Значи одам со спуштање на кај едната и спуштање на кај другата страна. Да започнеме. 1, 2. Гледайте да не го вртите телото. 2. Со главата, лицето да останете секојаш. 3. Во насока напред. 3. 4. Полека почете првите повторувања. 4. Спуштање. 5. 6. 7. 8. Пауза. Можете добра вежба, ќе внимавате само да не се вртите. Значи, ако започнете вежбата вака, значи ученици, ќе покажам на вас, немојте да правите вртење кога се спуштате, нешто тука останете секојаш со поглед точно накај, нели, она точка напред, што е, и подобро да се фокусирате на. Значи, без никакви вртења со главата или горно дело телото. Продолжуваме. 1, 2, 3. Така. 3. Се фокусираме напред, цело време го држим изправен грб.
5. Ако може, пробайте да одите повеќе странично, лево и десно, но задржите положба со трупот, да биде насочен, исправен, значи и насочени со 8. горни дел од трупот напред. 8. Така, малко се обновуваме. И сега правиме странично подигнување од подлактица. Имаме потешка варианта овдека, каде што правиме подигнување, ако ви треба ќе се задржите со раката. Имаме полесна варианта, каде што може да работиме од коленици. Целта е да подигнеме, да задржиме, па малку се спуштаме и пак подигнуваме високо, задржуваме. Да започнеме и покажеме. Така е, 1, 2, ќе направиме 8, по 8 на другата страна. 4, 5, 6, 7, 8. Сега одиме 8 на другата страна, па ќе се вратиме пак на првата страна. Така. Високо кренаме. Ете, тоа е целта. Високо да ги кренеме оковите, да се стегне мускулот, што работи сега од долната страна, значи. Таа страна што е долна, таа е активна, таа е развањето. 7, 8. Сега продолжуваме се вратиме на првата страна. Може би изгледа лесно така, но не е лесна вежба, може би да се помогнете со раката, се движите, но секој со прсти, никогаш да се подпирате, да се вратите со целата дланка, да бидете по-шест. 7. Одлично, реагирате под контрола на движење, не е она работа на брзинка, со взимање, со сецкање, со броење, колку брзо да се дојде до бројот, чуваме до целната бројка, но која е 2, со поголемо активирање на мускулите. 4, На секоја вежба е колку ќе чувствувате како кој мускул работи, ќе го контролирате движењето. 8. Така, одлично. Мала пауза и сега продолжуваме с вежба што имаме. Исто така, првиот час кога работите превентивни вежби за сколиоза, значи од тука се совиваме, го допираме коленото. Се враќаме, застануваме секундата и тука. Значи, допир и главата останува цело време со поглед надолу. Значи, не вртете, не правите ротации со главата. Значи, две варианти ќе покажеме. Може? 1, 2, 2, Телото ќе сака да се крене, задржите го носот, лицето близко до подлогата, без да ја вржете главата. Секогаш очите, лицето, така е душекот. Значи, не ротирайте. 5, 6, 7, 8. Така, мала пауза. Значи, ќе се трудите да не ротирате, значи, погледно да остане вакат, секогаш кога се движите, да не правите ротации со телото така или да вртите главата нели во друга страна. Ајде, продолжуваме. 1, 2, Само странично движење. 3, Немаме кревање на трупот нагоре. Како да лизгаме со телото по подлогата. 4, Милиметарска разлика лицето со душекот. 5, 6, Така, застануваме секогаш во средина секунда, за да го направиме така. 7, 8. Одлично. Од ова положба ќе направиме уште една вежба. Значи, од тука сега двете дланки ќе бидат окренати на ушите и одиме, значи, со доближување на едната нога и другата. Тоа значи нема да биде ништо рано движење или джапање. Туку ќе биде под контрола. Ајде да се почнеме. 1, Така. 2, Одлично. Ногата ниско е, значи ние ја кренеме високо, само коленото да биде кренато малку под подлогата. 3, И 4, 5,
Тука се забележува, значи оно што говорихме ние од првиот час, е со колегата професор Стефан, дека во пубертет имал сколиоза, работел, поправил толку, но има еве мал дел забележавме на тестот. Мала пауза и затоа на една страна има малку разлика во споредба со друга страна, кога ќе ги правите вежбите, пробајте така да чувствувате. Дали има разлика, дали е исто, дали нешто ви е потешко на една страна, на друга страна, во смислот на јачина, на движење, на истегање. Продолжуваме. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Значи телото става ниско, не го даряваме, ногата сосема малку се подигна за да го направиме движењето. Не може да остане целосно, значи до воздух. 7, Се разбира дека е потешко така. 8, 8. Така, може да се седнете малку, станете да се движите. Сега ќе направиме втората вежба. Од ова положба, значи гледајте како треба да биде, значи ја носиме ногата на страна, малку погоре, нивото враќате и ја враќаме. Значи тука и ја враќаме. Тука и ја враќаме. Тука и ја враќаме. Да започнеме. Телото значи го држиме во хоризонтална положба, трупот, нозете на коленците во вертикална чинеска. Така или ова. Почуваме. 1, 1, 2, 3, 3, 4, Гледайте се изправено. 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, пауза. Мала пауза. Пробајте да работите, значи веднаш со исправање на ногата и може друга разлика. И контролирано, значи нема ништо од джафање, да дојдете до ниво, тука да ви видите стапалото. Почуваме. 1, Значи студиме полека да дојде стапалото до ниво на 2. Значи трајно и странично го поставуваме, не само петицата. Целото стапало странично. Цялото стапало да се студиме, една страна ќе биде полесно, 4 страна ќе биде потешко. Вака, целото стапало. 4 стегнеме, едната нога, нормално и при мене, и при колегите гледате, да биде полесно, тука и еластичност, не е само сила. Трудете се, вие, со тази основна страна, да изработите правилно. 8, 8. Така, значи мала не е еднаква се нормална работа, во она, да кажеме, и во секојдневие, и во спортот, се трудиме тоа да не биде многу, ако е многу веќе, значи може да пречи или да развиеме сколиоз. Сега одиме ниската положба со само одрачување со ногата и враќање. Ќе направиме како во вежбата од подлактици, кога се крива осо, па на една страна, на другата страна пак осо. Значи ја задржуваме без да ротираме. Ногата само како да се движи по некоја права линија тука. 2, 3, И ја враќаме до контрола. Случај. 4, 5, 6, Тоа е, 7, значи контрола. 8. Одлично, не се движите со рамениците, со раците, со трупот, туку останувате црсти. Така. 1, 2, 3, Ова се вика како темпо на работа, значи се развива може да биде различна брзина, се едначи темпо може да биде по-скоро и по-брзо, но одлично за работа на овие превентивни вежби за сколиоз. Ако треба да набавите нас и почнуваме. Така, изправена нога целосно и во коленото. 2, Така. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Супер. Друга нога. Која нога ќе ви биде последна вежба за денеска? 2, Вршиме. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отлично, останувате тука, да направим малко вежби за издигнуване, да звучи различно, че едната нога да биде назад,
Разлики изпружуваме што повеќе напред. Ева. И одиме со коковите надолу. Изправени раце целосно, длаките цврсто попрема по главата и ги спуштаме коковите назад и надолу, за да допреме што подалеку, да ги стегнеме друго. Така. Едната нога ги изпружуваме позади и влечеме со коковите назад да почувствуваме убаво изтегање. Пробајте со длаките понапред да отидете. Така. И одиме со другата нога. Исто тоа, значи ја изпружувате нога назад што повеќе, длаките напред што повеќе и ги спуштате коковите надолу, да седнете врз стапалото. Одлично. Ќе направиме само уште една вежба за стегнување, што ја направиме минатиот пат. Ќе пробате со стапалата да изодите што понапред, а со рацете да стегнете што повеќе назад и сега ќе пробате. Излечете едната нога напред, воедно рацете да ги влечете напред, па потоа другата нога малку понапред, а со рацете пак влечете нагоре. Значи целата работа е стапалата да ги насочиме малку накај, стапалата накај колениците, ногата е спуштена, само ја излекуваме напред, што подолу, а изправена нога и го влечеме работата, да го изтегнеме што повеќе. Влечеме со рацете назад што повеќе, а со тоа движење прстите меѓу колената ја излекуваме, значи задната страна и помагаме да се изтега целиот рвет, значи од долната страна на грбот, со помош на рацете од горната страна го задржуваме. И еве правиме мало ујмување, кога десната нога ќе ја ставиме напред, со рацете одиме малку во лева страна, но влечеме нагоре, и кога левата нога ќе ја ставиме напред, повеќе напред одиме во десна страна да се обиреме. Тука ќе почувствувате прекрасно изтегнување, значи многу добра, многу корисна вежба. Така. Тука ученици завршуваме со овие со истегнувањето, со частот од превентивни вежби за сколиоза. До гледање.